Еден студен зимски ден во Лондон. Едно момче по име Џон Ештон одеше само по улиците, барајќи топло место за спиење. Било каде, освен назад во домот за сираци. Го мразеше тоа место. Ке им покажам, помисли тој, можам да се грижам сам за себе. Во тој момент му замириса на нешто прекрасно. На свежо печен леп. Џон немаше јадено подолго време и порано просеше за храна, но сега, сакам леп сега, си помисли. И онака пекарот има многу леп. Така, Џон се прикраде во пекарата, зграбчи еден леп и побегна. Мајка му секогаш му велеше дека крадењето е погрешно, но тоа не го спречи во намерата. Може би и ти украде нешто. Или не покажа почит кон родителите или наставниците. Или пак кажуваш нељубезни зборови кои ги повредуваат другите. Во Библијата пишува дека погрешните работи што ги правиме се греф. И дека сите грешиме. Може би се правдаш за твојот греф, но во Библијата пишува: лукаво е човечкото срце повеќе од се и е наполно расипано. Кој ќе го разбере? Тоа значи дека твоето срце, делот од тебе што мисли, чувствува и прави избори, те мами да мислиш дека се е во ред. Има еден што го познава твоето срце подобро од кој било друг. Тоа е Бог. Гревот е против совршениот Бог. Твојот грев те повредува и може да ги повреди и другите луѓе. Праведната казна за гревот е да бидеш одвоен од Бог за секогаш. Џон знаеше дека сгреши. Тој беше крадец, а беше и љубоморен на луѓето и убавите работи што ги имаат. Мајка му го имаше научено дека Бог го мрази гревот. Што ли мисли сега Бог за мене? Се прашуваше тој. Следниот ден беше се уште многу студен. Но тој ден требаше да биде поинаков, бидејќи Џон одлучи да стане продавач на весници. Новата работа му се допадна. Секој ден тој одеше низ градот продавајќи весници. Знаеше дека ќе му треба време пред да собере доволно пари за да купи нешто добро за јадење. Но тоа беше подобро отколку воопшто да нема пари. Кога Џон доставуваше весници во убавите куќи во соседството, ги гледаше убавите градини, удобниот мебел внатре и се прашуваше: дали некогаш и јас ке живеам во убава куќа? Еден ден тој достави весник во куќата на еден богат доктор. Сопругата на докторот излезе, му се насмевна и го праша: како се викаш? Џон, одговори тој. Каде живееш, Џон? Немам дом. А каде ти се родителите? Пак праша таа. Џон одговори: немам ниту родители. Џон не можеше да го заборави пожарот. Сирените свиреа, пожарникарите викаа, пламенот стануваше се пострашен. Од неговата спална соба на горниот кат, Џон повика за помош. Беше заробен. Еден пожарникар го слушна и дојде да му помогне. Тој знаеше дека не е безбедно да влезе, но сепак си го ризикуваше животот за да го спаси малиот Џон. Таа ноќ, Џон ги изгуби своето семејство и својот дом. Следниот пат кога Џон донесе весник во домот на докторот, жената му рече: Џон, јас и мојот сопруг се молевме за тебе и сакаме да те прашаме нешто многу важно. Дали би сакал да живееш овде, со нас? Ке ти дадеме работа. Ке бидеш наш помошник. О, сигурен сум дека нема да ме сакате во вашата куќа, рече Џон. Целиот сум извалкан, а облеката ми е парталава. Но ние те сакаме, Џон. Бог те сака и ние те сакаме исто така. Бог ме сака, си помисли Џон. Вистина е. Бог го сакаше Џон, а те сака и тебе. Во Библијата пишува дека Бог те создаде и знае се за твојот живот. Тој не те сака заради тоа како изгледаш или заради тоа што го правиш. Всушност, тој знае се за твојот греф, а сепак избира да те сака. И бидејќи Бог не се менува ниту неговата љубов кон тебе. Џон посака да дознае повеќе за Божјата љубов кон него и знаеше дека сопругата на докторот навистина го мислеше тоа кога рече дека го сакаат. Така, Џон ја прифати новата работа. Внатре, во куќата на докторот, имаше огромни меки кревети,
прекрасни слики, полици полни со книги и сувенири од разни земји. Џон беше многу среќен што конечно јадеше добра храна. Имаше свој кревет за спиење и нова, чиста облека. Понекогаш Џон помислуваше: кога би можел да ја имам оваа куќа и се во неа, би бил најсреќното момче на светот. Во неделите, Џон ги пречекуваше гостите и ги водеше во салонот, каде што ја проучуваа Библијата. Докторот пред гостите читаше дел од Библијата наглас, а потоа тие разговараа за значењето на тоа што го читаа. Една недела, тие почнаа да читаат за тоа како Исус ќе се врати еден ден. Ги читаа зборовите на Исус од Јован 14:3. Кога ќе отидам и ќе ви приготвам место. Пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Докторот рече: во овој стих Господ Исус ветува дека еден ден ќе се врати во небото, совршениот Божји дом. Потоа, тој пак ќе дојде за да ги земе сите што се уште се живи и веруваат во него, да живеат таму со него за секогаш. Го знам тоа, рече еден од гостите, но зарем Исус не умре откако го вети тоа? Лекарот мирно одговори: да, тој умре за да ја земе нашата казна за гревот. Но тоа не е крајот на расказот. Џон го имаше слушнато докторот како вели дека Исус е Божиот совршен син. Исус никогаш не сгреши. Тој беше совршен. А сепак дозволи да биде уапсен, тепан, а потоа и убиен на крст. Исус не го ризикуваше својот живот за да ги спаси луѓето. Тој доброволно го даде својот живот за да ги спаси луѓето. Кога умре на крстот, тој ја зеде казната за гревот што ние ја заслужувавме. Беше погребан, но пак оживеа. Потоа се врати на небото. Докторот рече: кога Исус пак оживеа, ја покажа големата Божја моќ и дека може да го исполни своето ветување дека ќе се врати. Оние кои веруваат во Исусот како ќе умрат, ќе одат на небото пред тој да се врати. Сепак, мора да бидеме подготвени за тој ден. Тоа може да се случи уште денес. Што значи тоа? Си мислеше Џон. Тогаш задзвони звончето на влезната врата. Додека отиде да отвори и се врати, библискиот час заврши. Џон се загрижи. Што ако Исус се врати вечерва? Не сум подготвен. Како можам да се подготвам? Одлучи да го праша докторот што е можно поскоро. Следното утро докторот го повика Џон во својата работна соба. Џон учтиво чекаше, надевајќи се дека ќе може да му ги постави прашањата на докторот. Но и тој имаше прашање до него. Ти се допаѓа ли тоа што живееш овде? Многу ми се допаѓа, господине, рече Џон. Докторот продолжи. Па, Џон, сакам да знаеш дека, ако Исус се врати пред да умрам, нема да сакам ништо од овие работи. Исус ќе ме одведе да живеам со него и кога ќе бидам на небото, се надевам дека ќе можеш да уживаш во мојата куќа, пари и сите овие добри работи. Сите тие ќе бидат твои. Џон остана без зборови. Сето ова ќе биде мое, помисли тој. Се ќе биде мое кога Исус ќе го земе докторот. Но зошто докторот би бил среќен што дава толку многу? Исус мора да е многу повреден од се друго. Џон свати дека ќе биде страшно да остане тука кога ќе се врати Исус, дури и ако ги има сите богатства во прекрасниот дом на докторот. Одеднаш, Џон се сети на неговите прашања. Истрча кај докторот и влезе во неговата работна соба. Ве молам, господине, не ги сакам вашите пари. Не сакам ништо од вашите работи. Сакам да знам како можам да бидам подготвен кога ќе дојде Господ Исус. Докторот ја отвори Библијата и почна гласно да чита од Јован 1:12. А на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде моќ да станат чеда Божји. Докторот објасни: да се прими Исус е како да добиваш подарок. Го земаш за себе. А верувањето во името на Исус значи да се верува во Него како единствениот што може да те спаси од твојот грев. Библијата ветува дека кога веруваш во Исус, Бог ти го простува гревот и ќе станеш едно од неговите деца. Сега Џон свати. Ако стане Божјо дете,
ќе биде подготвен за враќањето на Исус. Дали ти си подготвен за враќањето на Исус? Никој точно не знае кога ќе дојде. Но можеш да се подготвиш, така што ќе станеш Божјо дете. Ако сакаш да веруваш во Исус, можеш да му кажеш на Бог за тоа уште сега. Кажи му дека ти е жал за твојот грев, дека веруваш во тоа кој е Исус и што направил за да те спаси. Побарај од него да ти помогне да живееш на негов начин. Кога веруваш во Исус, Бог станува твој совршен татко кој никогаш нема да те остави. Се уште ќе бидеш дел од твоето земно семејство, но ќе станеш и дел од поголемото семејство луѓе кои веруваат во Исус. Секој ден можеш подобро да го запознаваш Бог и неговиот совршен план за твојот живот, да бидеш повеќе како Исус. Бог ќе ти го менува срцето, за да го сакаш она што Тој го сака и ќе го правиш она што Тој го кажува. Еден ден, кога Исус ќе се врати или кога ќе заврши твоето време на земјата, ќе можеш за секогаш да живееш со Бог во неговиот совршен дом.